Јас сум Андреја Лазарова, 14 години и доаѓам од Штип. Ајде да те чуеме. Што песни ни одбра? Дафино вино црвено и I will always love you. Океј, ајде да те чуеме. Дафино вино црвено, момчето ти е заспало, момчето ти е заспало, на кара камен планина, на кара камен планина, на сува рида без вода. Еве ме пак, ко сонце без зрак, ко рамка без слика, пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш зрак од тага што блика, без да бројам. Штом ке помине се и ке бидеме сами, ке пробаш да се смениш ти. Штом ке помине се и друга тело ти гали, дур срце чува спомени, бараме утеха, чекаме крај, во душа во пекол не постои рај. Штом некој губи, некој добива се, драги веќе не, на се што сме значеле му снемува сјај, не смагла од сом, неже се надзира крај, не люби срце што скршено е и да сака не може. Чуеме следно. When we were younger. Ајде. You look like a movie, you sound like a song. My God, it's reminding me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you mean. Доволно беше Елена, Браво. супер. Ете, тоа е тоа. Браво. Тоа. Тоа веќе си, сега баш и на Бане му искоментирав, веќе во оваа песна како да си друга пејачка, како друг некој да пееше. Навистина многу убаво, даде онака, се внесе во песната. Имаш добра гестикулација, значи што е многу важно. 90% од кандидатите скоро сите се здравени као да одговараат писмено по некој предмет, да речеме. Кај што полагаат. Ако ти баш фино гестикулираш, супер ти е, имаш движење, некој затоа песи. Као жаре микрофонот ќе го мести. Да. Ако ти треба нешто да значи кога станеш звезда, планираме. Ја таман ќе дојдам во фаза, кога ти ќе бидеш звезда, ја ќе местам само микрофони, ни друго ништо нема. Ајде, може да те чуеме. But this feeling so overwhelming is much too strong. Can I lay by your side next to you? Тука си некаде, само песната да беше поголема, да речеме. Значи, Микел, оригинал жаре што ти каже. Јас Сем Смит отприлike го знам. Песна, не знам која е. Не можам да најдам, не ми доаѓа во глава. Да, и јас сум не. Значи, нешто ми пееш некоја своја верзија на таа песна. Па не можеме да ја познаеме, да ја препознаеме. А тоа не е целта значи на пејачот. Ако сакате, предложете вие нешто. Не, се едно, ти имаш одличен глас. Салто, например, знаеш да направиш? Салто од место. Или нешто со борење, си имаш бавено, ова Штипе град на борачи. Нека борилачка вештина, ако знаеш. Пробај тука на таа карта да отидеш, види. Значи, Микел, супер, фала ти.
Јас би да советувала друг пат, значи кога ќе исполнуваш вакви песни, тоа што се овие многу емотивни песни, повеќе да обрнеш внимание на емоцијата и на она што сакаш да го принесеш. И исто така кога ги пееш високите тонови, не го затвори грлото. Гледа, отвори се и даде го тоа што го имаш од себе. Симона, покажи бе, ти пееш убаво, покажи како треба да го исполнее тоа. Ќе покажам кога што треба. Ајде. In the shallow, la la low. In the shallow, la 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 low. Тоа е стар. Тамара, Не случајно, Симона е до тука стигната. Знаеш ли зошто? Преска ви кажа дека ќе ви кажам една историја поврзана со Симона. Симона е многу добра пејачка и она точно знае на што јас мислам. Јас и Симона се познаваме има едно 2-13 години сигурно. И првиот настап на Симона беше у емисија кај мене. Просто речено, јас ја донесов од Охрид, пошто јас кога настапував во еден локал кој се викаше Кадмо, она дое со сестра и заедно. И што мислиш која песна прва и беше што ја отпеа? Не на телевизија, на настап. Си пеам ја случајно овака на наступ, си свири бендче, слушај го, абоне многу интересантно. Мислам, не верувам дека оно од вистината бега, пошто нели само од минато, од крвна група и од вистина не можеш да избегаш. Одлична пејачка. Ви потенцирам трет пат да не ме разберете погрешно. Си пеам ја на бина, бане 2,5-3 са бајле, пијана атмосфера нормално, како што знае да биде. И доаѓа едно девојченце тука до бина блиску, со сестра ти беше, така? Заедно и ми вика сестра, нели она преговара као постара сестра, менаџерка нормално. Вика бе, може ли да пее сестра ми да отпее нешто, она пошто потекнува од Охрид на охридски, не можем ја да го преведам таа точно како е. И вика бе, може ли сестра ми, како се вика на охридски? Да испее. Да испее нешто, може ли сестра ми да испее? Викам, може. Ами, да ја го даеш микрофонот? Викам, да ја го дадам, ама не иде, некако викам да се качи на бина. Не може, викам, многу е срам, те молам од доле да пее. Не, викам, нема шанса, нека се качи горе. И некако ја убедивме после, може 2-3 минути, и се качи горе, и викам, што ќе пееш, Симона? Па, она вика, као сега ги цитирам зброите, Лепотан. Така? Не, прво беше Јорговани. Јорговани, на охридски, Јорговани, или Јорговани, и Лепотан, вика. Викам, кој Лепотан, на кој мислиш? Од Цеца. И се качи девојчето, си отпеа, си помина се као што треба, утрената ја побарав на телефон, и викам, греота е, имаш добар вокал, добар глас, знаеш да пееш, да пробаме нешто да направиш. Пошто мене у тој период ми беше актуелна емисијата, дојде у Скопје, остана да спие кај некоја братучетка. Не, тоа бев веќе на факултет. Беше на факултет, добро. Не сеќам. Молам? Одма ти имаш, сега не ја донесе. Абе, жаре ја донесе. Видно од прилика тука е негде приказано. Молам? Е или не? 2010-та. значи тоа било после Мелфест. Симона Поповска во Скопје стигна со автобус од Охридска автобуска станица до Скопје и отиде некаде кај некоја братучетка незина да спие и пееше во мојата емисија, Мелфест не знам кога бил, во мојата емисија 2011 година, ако не се лажам, или 2012 година. Веќе бев прва година на факултет. Значи дека девојче многу е важно од скочната даска кај ќе ти биде, кај ќе тргнеш. Не е воопшто битно што ќе пиеш, што ќе пееш, да се навратам на муабетот од прејаска. Сите имаат право да пеат што сакаат, сите заслужуваат да пеат и да го покажат својот талент. Кај ќе завршите никој не знае. Нели? Тоа е многу важно. Како мислиш дека пројде? Па прилично добро. Подобро од што очекував. Стварно, тоа е супер. Очекуваше многу, па е подобро од многуто или очекуваше... Очекував малку, ама подобро од малку. Така е, подобро да се очекува малку, зашто така секогаш ќе добиеш повеќе. Да. Дарко, што ќе ни пееш ти? Па, може да пробам од Тоше Проевски Громови на душа. Да пробаш. Магла пак ме покрива, мириса на неволя, ноќва сути така сам. Улици накиснати, прозорци разплакани, каде ли си,
бар да знам, од небо нек се спушта громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој минус тебе во него, она што ќе остане малку Фала. Ти се занимавал со музика некојаш? Си пеел со некој бенд некаде се драва? Да, имам. Значи имаш искуство, се гледа. Во Штип, дечко е, така свиреме нешто. Така. А настапувате, значи, така? Па да. А со тебе е дечкото? Да. А може да ве Значи чуеме имаш и дечко, заедно. Верен дечко. Женет дечко. Ао, вие сте модерна врска. Женет дечко. Овде више време, па не јајни да фаќаме магла, брат. Овде имаш. Ако сака може да дојде да отсвири нешто. Ајде да ве чуеме заедно. Ајде. Си има жена, си има све. Си има дечка. И овој дечкото му свири, замисли. Ти никад нечеш бити као моја мати, као што е она од сумом дала све, што имала е све да сачува Бог. Рефрен. Не веруjem ја у кипове и такве ко ти типове, кад ти едном срце сломе, не веруеш никоме, кад ти едном срце сломе, не веруеш никоме. Фала, брат. Значи, Иван, Повеќе трема од мене имаш ти. Иван, друг пат молим те, не му помагај. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this life, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and make us rise. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me.
малку е тешка за пеење. Не е баш лесно, поготово тие ниските тонови кои ги има таа и се тешки за интонирање. И мислам дека ти е малку преголем залак за сега. Треба уште да работиш за да пееш ваков стил на песни. Првата песна мислам дека беше посолидна. Мене искрено да ти кажем ми се допаѓа што си одбрала вакви песни и што се чувствуваш доволно храбра за да можеш да ги испееш. Важно е што на почетокот добро го контролираш гласот и пееш со душа, но меѓутоа на високите тонови која ќе дојде дали можеби од стрес и повеќе ги размислуваш како ќе ги отпееш, но сигурно сум дека кога спееш по дома малку си посигурна во тоа. Како си? Прилично супер. Да, па се гледа тоа супер. И јас би била на твое место. Се си имаш, среќен си. Да. Работиш тоа што го сакаш. Сега кажи ми вака. Каде пееш ти, каде настапуваш? Па, тука во Штип, Кочани, секаде дека на барата, војна. Добро, кажи ми каква музика најмногу би сакал доколку би добил свој албум, например? Па, повеќе сакам забавна музика, иако и народна пееме, пошто таква ни работата, дека каде народна, каде забавна. Народот бара народна. Па, има и забавно се траше, да. Например, јас повеќе уживам у забавна музика. Зошто сакаш да станеш звезда? Па, тоа го сакам да го работам. Сега дали ќе бидам звезда, не се знае. Бадник на праг гори оган дома сум јас. Знам сите зими ќе минат, нема веќе да те видам, но едно нема да помине. Знам сите песни ќе стивнат, сите рози ќе се скинат, јас ќе те сакам до краен ден. Веруј у нас, никад те душа ова ни е издала. И кад све порушим, кад заплачеш на глас, знај да ово срце ти заувек припада. Истат, фала ти, супер си. Некоме сам била зла, сваком šta je budio, bi se rejela koja ti školjku, pokušaj zavoleti. Воопшто не ти треба тебе. Да. Воопшто не треба да се закачаш тука, терај си ти по патот, имаш добра траса, си тргнала убав пут. Тоа да го запамтиш со микрофонот е многу важно. Многу луѓе кои што работат, кои што одат по настапи, го имаат тој проблем, затоа што микрофонот е малце незгоден кога ќе го фатиш во горниот дел овдека, поготово за таа капицата, и му се расипува тонот, значи добиваш еден звук на средни и ти ја расипува твојата боја природна, а ти имаш и убава боја и фино изгледаш и убаво ведро девојче си продолжиш си така, ама баш ништо не ти фали. Штом ке помине се и ке бидеме сами, ке пробаш да се смениш ти. Штом ке помине се и друга тело ти гали, дур срце чува спомени, бараме утеха, чекаме крај, во душа, во пекол не постои рај. Штом некој губи, некој добива се, драги веќе не, на се што сме значеле му снемува сјај, не змагна од сом, нежи се надзира крај, не љуби срце што скршено е и да сака не може. Живот иде далje, живот брзо пролази, ali osjećam da to više nisi ti, ali ja možda bi mogli pokušati ponovo.
a bojim se ovaj put gotovo, jer samo ti mi ubrzavaš disanje, jer se ja još uvek palim na tebe. Ako su to samo bile laži, lažimo se bar još malo. Ako su to samo bile varke, varajmo se, varajmo. Какви има топси? Јас мислам дека имаш музикалност, меѓутоа не пееш точно во интонација. Многу често си надвор од интонација во музиката, а тоа е веќе така поголем проблем на кој што треба да поработиш. Две златни лири ми остави, мојата баба да не поздрави. Свадбата кога ќе ја правиме, од неа песна да нарачаме. Живот мина, та замина. Само зборот со нас остана. Среќа ќе ти подарам и ќе ти нарачам за две лири. Песна да ти прозбори. Ќе ти пеам од срце со солзи на лице за две лири. Тага нека изгори. Еј, што ми беше срцето живо, еј, што си имав со него живот, а што се скина небото сето, жена сум, жена за пој, кој да ми сапе кој. Pretty heart, we shine a light on whatever's worse. Perfection is a disease of a nation. Pretty heart, we shine a light on whatever's worse. Trying to fix something but you can't fix what you can't see. Is the soul that needs a surgery. Ти да ти кажам, убаво ја пееш ова Бјонсе као Андријана Калекова Јанева. Исто си ја пеа. Pretty Hurts или Убавината боли од Бионсе, таа има многу длабока порака скриена позади нејзината содржина, затоа што денешницата е таква што едноставно ги на некој начин тера, предизвикува сите жени и млади девојки да тежнеат кон совршеноста. Но дали всушност совршеноста е убавината? Дали се што е убаво е совршено? Всушност целата порака е тоа дека убавината боли и убива затоа што убавината не е совршена. Ништо не е совршено, никој не е совршен. Точно, да, убавината. Тој е меч со две острици. Браво, стварно многу битна порака. Фала ти за оваа убава порака, супер што се пријави, доволно ми кажа. Се гледаме, чао.